Ние знаете, во овој резервиран термин продолжуваме 7:35 часот. Веќе на гости во студиото ни пристигна и првата гостинка, поетесата Сара Оручи Мемедовска. Добро ви утро и многу се радувам што токму за поезија и убав пишан збор ќе говориме ова утро. Како сте, Сара? Добро утро и на вас. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Јас ви благодарам на поканата и што одвоивте време за мене и за моето напишано дело, мојата нова книга Корени и светлина. Добро утро, Оливера. Пред да продолжите со Оливера и со разговорот околу се оно кој што го отворите, да ве понудиме, да ве почестиме со некој утринско кафенце, можеби? Јас ви благодарам, имам водичка доволно. Одлично, продолжете си. Корени и светлина, второто дело на Сара Мемедовска, која што живее во Германија, меѓутоа ја влечат корените и сака да ја прикаже светлината што ја крие во својата душа. На прв поглед, а и на втор, богами, оваа книга ја доживувам барем јас како некоја лична приказна. Има ли вистина во тоа? Дали е лична приказната и која е светлината во душата и во душата на книгава? Значи, Корени и светлина се роди од чувството да им оставам нешто што ќе остане на моите деца. Тоа се роди на страница 23, има една песна што се вика Исповед на душата. Таа е прва напишана од книгата и беше лично за моите деца. Тогаш почувствував потреба да напишам нешто што ќе им оставам за себе, мојата приказна, моите корени, мојата Македонија. Колку убаво го кажуваш. Ова буквално не наежи, мислам дека сите ги почувствува емоциите што ги искажа. Мораме да кажеме дека донесете повеќе изданија, повеќе книгички може да ни се јават и да остават податоци или пак да се јават директно во програмата за да доделиме неколку изданија, еве и од првата и од втората книга. Со задоволство. Јас бидејќи ја спомена песната Исповед на душата на 23-та стана, само неколку стиха ќе прочитам, ако ми дозволиш. Не знам што ќе направиш еден ден со оваа љубов, чедо мое, можеби ќе ја чуваш љубоморно за времето да не ја избледи светлината, можеби ќе ја негуваш, ќе расте со тебе и ќе ја претвориш во љубов што ќе ја даруваш понатаму, а можеби ќе ја заборавиш и времето ќе ја однесе со себе заедно со сите спомени. Оваа книга впрочем ја намени и ја оставаш на твоите деца во аманет. Точно така. Моите деца се родени во Минхен, Германија, далеку од мојата земја, далеку од мојата припадност. И јас сметам дека корените мора да се пренесуваат напред за идните генерации, да знаат каде да се враќаат, да имаат сигурно место каде што ќе можат да се вратат и од таму веќе да изградат иднина. Така јас секогаш се навратував во мојата Македонија. Јас како малечка си отидов од оваа држава, не поради личен избор, туку поради изборот на моите родители, кои нели биле по потрага на подобар живот и растев далеку од земјава, но секогаш и се навраќав со голема љубов, со голем почит и со големо разбирање за изборите на моите родители. Так, докажуваш дека можеби километри и илјадници да си далеко од Македонија, но сепак да ја носиш во себе и така како можеш преку мислите, преку чувствата и преку делата кои што ги оставаш. Не е лесно да се стават чувствата на парче хартија. Ова е твое второ дело, поетско дело, да. Да, има и уште едно, тоа е Ехо од далечините. Тематиката е иста, повторно корените и љубовта кон Македонија? Точно така. Ехо од далечините е издадена во 2025 година, во јуни лани, да. Таа е мојата прва љубов, мојата прва храброст кон поезијата и македонскиот напишан збор. Внатре се сите мои излеани чувства, најискрени, и тоа беше мојот вистински почеток. Корени и светлина е потврда за себе лично, дека можам, дека го умеам тоа и дека го правам со многу љубов.
и корени и светлина се навраќа и ги потврдува моите корени, така како што јас лично ги доживувам. А од каде се твоите корени? Моите корени, јас сум родена во Дебар и доаѓам од реканскиот крај, поточно село Скудриње, кое го поздравувам. И да. Сара, да. Јас ќе ве прекинам, извинете. Прекрасен крај во Македонија, рекански крај. Колку инспирира и колку тој крај инспирација покажуваат сето она кое што го ставате на листот хартија преку поезијата. Пред се благодарам. Реканскиот крај е навистина многу убав крај, можеби запоставен, но прекрасен крај од кој може многу да се научи. Има преубави, прегостопримливи луѓе со мека душа, природа. Колку често се враќате на корените? Најмалку 2 пати годишно се навраќам да си ја наполнам Што конкретно, душата. да, и батериите. Што конкретно од реканско-дебарскиот крај ви фали во Германија? И што е она што најмногу ви недостасува? Целата целина. Да се осеќаш токму тамо каде што треба да бидеш, дома. Тоа ми фали најмногу. Иако јас израснав, имав преубаво детство во Италија и нели се оформив како личност тамо, се потсеќам на Италија со огромна љубов и почит, затоа што тоа што сум јас е благодарение и на Италија. Мојата сегашност е во Германија. Моите деца, како што напоменав, се родија тамо. Јас имам преубав живот тамо со моето семејство, но ете кога ќе ме прашаш каде се чувствуваш дома, јас ќе ти одговорам Македонија, во мојот рекански крај. Мирисот на Македонија, реканско-дебарскиот крај е тој што ви недостасува. Точно така. Дома си е дома. Дома си е дома. Така, пред 2 дена имаше и промоција на Корени и светлина. Каде се случи? Тоа се случи во село Јанче, во срцето на река Радика. Преубаво село. Локацијата беше ресторант хотел Деко. Преубав амбиент во кој можеше да се почувствува, нели, да се почувствуваат нашите корени и да се представи ова дело тамо каде што припаѓа. Колку живее овој рекански крај во периодот на летните месеци, кога ети од страна луѓето од диаспората повторно се враќаат на корените? Колку е живо сега таму? Колку има луѓе? Сега е навистина многу живо, е многу посетено нели од диаспората, од и вселениците се враќаат. Па се прават оние традиционални веселби, свадби. Точно сега така, сите да. делови од Македонија се со иселениците полни. Само во лето некако е како што може да се види, не сум само ја таа што сака да се врати дома, нели, туку и многу други македонци, многу храбри луѓе кои ја напуштиле ова држава и се враќаат со огромна љубов назад. А има шанси некогаш трајно да се вратите во земјава? Дома? Јас секогаш одговарам, никогаш не вели никогаш. И моје мото животно. Значи, дека има шанси, секогаш има шанси за се, би било убаво, многу убаво, така да, надежта последна умира. Се забележува сјајот во твоите очи кога зборуваш за Македонија, кога зборуваш за поезијата. Очигледно е дека многу го сакаш пишаниот збор, а љубовта ти ја дава таа храброст тоа да го ставиш на хартија. Можеби следува и нешто ново, трето? Или ќе оставиме да живее Корени и светлина? Корени и светлина е една завршена книга, но не и завршена приказна. Имам многу да пишувам, имам многу идеи, многу проекти веќе во план, меѓу кои 3 се веќе во завршна линија, меѓу која една книга за деца, кој ко автор многу ме радува и ќе го оставам како изненадување. Таа промоција ќе ја правиме во Минхен, веќе сме кон планирање, нели, на завршниот проект. Значи ли тоа дека ќе ги читаме и на други јазици вашите дела?
Да, со задоволство. Има веќе еден роман кој го пишувам на италијански јазик. Тој е прилично завршен, но барам храброст во себе да си дадам потврда за да можам, нели, да дадам, Ние ве да. охрабруваме и што поскоро ете да се случи и тоа, очекуваме исто промоција и секако вистински амбасадор на убавиот пишан збор, зошто да не па и проза и роман. Благодарам. Во поезијата сте некако најсилни. Поезијата е мојата прва љубов, како што истакнав. Во поезијата се осеќам како што се осеќам во реканскиот крај, дома. Така, сакате за крај само уште некој стих, нешто да прочитаме? Која ви е омилена? Ете, за... Неблагодарно е да прашам автор за омилено нешто, но нема ако сакате омилено. и вие. Има... Ете, ќе прочитаме... Да испратиме порака, еве, за крај. Сега, значи, изборот е... Голем. Еве, повели. Верувам во режија дека се јавија доволно Радика. Радика. Што убаво. Да. Најубавата река. Познатата Радика. Познатата Радика, да. Куфери и турби тешки врз земја спуштам, дојдов дома. Се вратив мајка да ја гушнам. Натоварен од мисли, носталгија и јад, по долг пат се вратив во родниот крај. Голем пат изодев за да стигнам до Радика. Барем миг во татковината душата да ја дигнам. Еј ти, бистра реко Радико, што се раѓаш од пазувите на кораб висок, со кристални и студени води, што векови го пеат својот длабок тек. Зар ми ти ја љубиш оваа земја колку мене? Зар ми ти прашуваш кога не сум крај тебе? Зар ми ти ги чуваш спомените мои меѓу камењата што твојата вода ги брои? Стигнав со срце тешко како твоите карпи, како камењата што ги милуваш по брегот, но како што ти низ клисури си го наоѓаш патот, така и јас низ животот го барам спасот. Безброј солзи во тебе се удавени, во црн дрим однесени и скриени. Младоста ми замина по туги патишта, гурбетот се претвори во магла и чудовиште. Еј, реко, немирна и вековита, кога би знаела колку си ми лековита, и ти би пуштила солза тешка за реканската горбетчиска мака пуста. Колку прекрасно. Многу убаво го изрецитиравте. Да, тоа ми е специјалност, меѓутоа дефинитивно треба да продолжиш по овој пат кој што го одбра и да ги ставаш твоите чувства на вакво парче хартија и да и дадеме и на нашата јавност и на нашите иселеници. Јас верувам дека нас не следат многу иселеници надвор од земјава. Сето ова ќе им биде добредојдено и ќе ми биде драго ако може да си земат тие ваква книга, бидејќи да, ќе им значи додека се далеку да се топлат со песните кои што Сара Мемедовска ги остави. Каде може Сара да се најде и да се набави вашата книга, вашите дела? Значи, за почеток, тоа го ставивме онлайн, може да се порача. Преку вас? Преку мене на моите социјални мрежи. Ова е ваше издание, самостојно? Да. Целокупно моje издание, со многу љубов, многу труд и ете така излезе на површина. Многу успеси, секако може и понатамошни соработки со наши издавачки кујки и книжарници. Со задоволство. Да, каде што ќе можете до секој од нас да допре ова и многу благодарам што не прошетавте за момент во реканскиот крај. Јас ви благодарам. Ви благодарам за просторот што ми го понудивте и дадовте и навистина беше многу пријатно со вас да се биде тука на Алфа телевизија, да се промовира моето... Повторно ве чекаме со третиот роман. Благодарам. Да не чекаме другата година, може и порано, се што е дојдено од наши граѓани, тогаш, нели, е добро дојдено тука во студијата. Јас ви благодарам од сето срце, фала ви за вниманието. Убав престој. Фала многу. Фала. Да, за момент прошетавме преку поезијата на Сара Оручи Мемедовска во прекрасниот, автентичен, рекански крај на Македонија, кој што верувам дека сите од нас сме го посетиле барем еднаш или неколку пати, сме воодушевени од сите убавини кои што ги нуди тој предел.